Во студиото со мене е господинот Методија Стојчевски, кој што е извршен директор на Младинскиот сојуз од Крушево. Господин Стојчевски, добро утро. Добро утро, господин Ордановски, ви благодарам за оваа прилика за гостување. Да, сакав да ве покажам, јас сум веројатно и вие тоа знаете, долги години во тој невладин свет и така натаму, кој 30 на години се развива во Македонија и мислам дека денеска дури се наоѓа во една релативно добра кондиција во однос на тоа каде бевме пред 20 на години. Така, во тој невладин свет Младинскиот сојуз од Крушево секогаш ми бил многу интересна организација, бидејќи вие во принцип се занимавате со проблемите, темите кои ги преокупираат младите не само во Македонија, туку и на Балканот. Неколку реченици за сојузот пред да почнеме со темата заради која што ве поканивме. Да, значи нашата организација постои веќе 21 година. Имаме 4 оски на приоритети, меѓутоа која прва, основна и најважна е регионална соработка и помирување. Кога зборувам за регионална соработка, мислам на регионот на Југоисточна Европа. Имаме таков пристап, сме одбрале таков пристап, зошто? Затоа што ни една земја во обкружувањето, без разлика дали е членка на Европска Унија или не може да биде просперитетна и стабилна, ако обкружувањето е нестабилно и назадувачко. Нашите општества нашите држави имаат многу нешта заеднички, многу лесно и добрите и лошите нешта се префрлаат од едно во друго по принцип на сврзани садови. Ќе го земам примерот само со невработеноста, ако е кај нас висока стапката на младинска невработеност, нашите млади луѓе ќе отидат во некоја од соседните држави, ќе работат на црно и со тоа ќе го изреметат пазарот на работна сила и тама. Значи тоа ни е основната оска на приоритети, втората оска на приоритети ни е младинско учество и мотивирање на младите луѓе за учество во процесите на одлучување на локално, национално и регионално ниво. И третата оска на приоритети ни е предприемништво и можности за самовработување, со што ги мотивираме младите луѓе за самите да бидат креатори на сопственото работно место. Мислам дека во услови на корона предпоставам дека многу од активностите, бидејќи ова се што го говорите подразбира интензивни контакти, не само дома, туку и регионално и така натаму. Како се снаоѓате во деновиве, месециве, веќе цела година ќе биде со корона? Ние од март месец наваму отидовме само во еден краток период од околу 30 на дена на home office, отидовме од дома да работиме. Меѓутоа се трудиме да одржиме некој оптимален минимум на работа, да бидеме присутни меѓу младите луѓе и да го задржиме тој контакт барем и онлайн. Направивме М-зона, младинска зона, која што се обидуваме преку разни онлайн активности да ги мотивираме, мобилизираме младите и да ги задржиме вклучени во нашите активности. Активностите што ни се од регионален карактер е тука каде што работиме на помирување, не може да се направи помирување онлайн, без да се сретнат луѓето директно. И тоа ни оди многу тешко. Нашата традиционална младинска конференција ја направивме во една хибридна верзија. Таа одржувате секоја година Крушево, трае по неколку дена, од целиот регион имате десетици учесници. Имаме минимум 58, значи секогаш се повеќе, меѓутоа минимумот е 58 учесници и ја одржуваме од 2003 година секоја година. Така е. Наваму. Долга традиција. Веќе тие што биле првиот пат не се ни младенци. Сега се веќе некои политичари и носители на одлуки во нивните држави па ни помагаат како поранешни учесници, алумнисти, така да имаме направено една база која што не поддржува во тие активности. Еден од најважните проекти, заправо причината заради која сакав денеска да поразговараме, е вашата вклученост во постпреспанското време во односите со Грција. Вие работите на една билатерална платформа за отварање канцеларии младински во Грција и во Македонија, меѓу кои требаше сега повторно заради коронава, особено во изминатава година, да дојде до една поинтензивна, да кажем, активност и дружење меѓу младите.
а сега мислам дека повеќе ќе треба да се шират и кон Софија, како што стојат работиве, че ни треба и таму размислување за следната генерација, од овие генерации сега што сме малку потешко изгледа ќе комуницираме. Да, во право сте, ни треба на Балканот, во регионот на југоисточна Европа, ни треба баш еден подолгорочен пристап и работа со младите генерации, затоа што младите генерации учејќи историја таква каква што е неусогласена помеѓу државите во регионот, сите си гаат некој романтизам кон одреден момент во историјата, кон одреден период во историјата. Така да, кај обичните млади луѓе, да, има активни млади луѓе кои што се доволно едуцирани и запознати со сето, кои што ги интересира тоа. И со ними е многу поинаку да се работи, е многу полесно и ние секогаш викаме да излеземе од тој бабал на NGO активисти, добро едуцирани и спремни млади луѓе и да се насочиме кон обичните млади луѓе кои што се можеме да ги најдеме во спортска кладилница, можеме да ги најдеме некаде во кафич, да, и да поразговараме со нив. Нашата идеја почна многу одамна, уште 2008 година после тој несреќен НАТО самит во Букурешт, кога добивме вето од страна на Грција и се влоши односите помеѓу Република Македонија и Република Грција. Тогаш со нашите партнери од Грција седнавме да разговараме што да правиме, ние како NGO активисти, затоа што не можеме да извадиме нашата држава или Грција и да ги однесеме во скандинавскиот регион и да си одбереме со кој ќе бидеме соседи. Туку ние сме тука, сме соседи, нема каде да одеме и мора еден ден да соработуваме. Ако соработуваме, тоа ајде да го направиме на најдобар начин што можеме да го направиме. Траеше, но тој ден дојде, се чини. Се обидовме, ние одржувавме активности. Прво почнавме многу предпазливо, ги договоривме како ќе се обраќаме едни на други, како ќе се условуваме, меѓутоа на крај видовме дека младите луѓе сакаат да разговараат за заеднички проблеми, а не да разговараат за тоа што ги дели. И тоа беше многу охрабрувачки за нас. Се тоа се случуваше до потпишувањето на Преспанскиот договор, кога секој од своја страна се обидовме, направивме притисок и тоа влезе во имплементациониот план за Преспанскиот договор, се предвидени формирање на канцеларии за билатерална младинска соработка. Ние имаме меморандум за соработка со Министерството за надворешни работи, а поддржани сме од Министерството за надворешни работи на Германија и од амбасадата на Соединетите држави во Скопје. И работиме го одиме, значи тој еден процес на формирање на билатерални канцеларии за младинска соработка, следејќи го примерот на Германија и Франција. Сега, што е различно кај нас за разлика од Германија и Франција, тоа е што кај нас процесот е иницииран од младите луѓе и се предлага на владите, а не обратно. А додека и со РИКО, со канцелариите за регионална соработка и кај германско-француските канцеларии подпишано од политичарите, и спроведено е спрема младите луѓе. Вие вчера или завчера објавивте на Facebook едно видео од 10 минути, во кој што говорат млади од регионот и кои што ги кажуваат токму своите видувања за сите овие работи за кои разговараме. Предлагам да го погледаме тоа видео, па повторно ќе се вратиме уште неколку минути да малку поразговараме што представува видеото и како е направено. Режија, мислам дека го имате видеото, можеме да го пуштиме. За жал, на масата каде што се одлучуваат крупните билатерални спорови, место за младите нема. А на времето, зградата където днес е офиса на Бойко Борисов, там е имало македонско кафене. Γιατί είναι εκτός από το μέλλον που λέμε συνέχεια, ότι είναι και το παρόν. Проблематично е ако нема политичка воља од страна на политичарите. Последните години се носат капитални политички одлуки во државата и во регионот, во име на соработката, добрососедството, во име на иднината. Каде се младите во таа приказна за иднината? Ги прашували некој нив за нивната иднина.
Сметам дека младите луѓе не се вклучени во градењето на добрососедски односи. За жал, на масата каде што се одлучуваат крупните билатерални спорови, место за младите нема. Младите хора могат да бъдат най-добрите посланници и проводници на добросъседски отношения. В културата, в спорта, в бизнеса, в ежедневието. Особено когато говорим за Македония и България. Две държави с много повече общо, отколкото различно помежду си. Правителствата и на България и на Македония обаче днеска няма млади хора, а наследници на Тито и на Живков. Имаме едноимени организации, които с политическите си решения целенасочено подклаждат конфликта, за да си вдигнат електората. А на времето, в сградата, където днес е офиса на Бойко Борисов, там е имало македонско кафене. Η ύπαρξη σχέσεων καλής γειτονίας ανάμεσα σε κράτη που συνορεύουν μεταξύ τους συνήθως είναι κάτι που πιστεύουμε ότι έρχεται από τα πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αναλάβει ευθύνη η διοίκηση πολύ περισσότερο από τους πολίτες. Οι νέοι συγκαταλέγονται σε αυτούς τους πολίτες, συνεπώς δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο ενεργό ρόλο στο χτίσιμο αυτών των σχέσεων. Лично сметам дека младите учествуваат во процесите за добрососедски односи. И оно што е важно, како пример да го напоменеме, се регионалните канцеларии за млади на Западен Балкан, каде што 6 земји од Западниот Балкан седат заедно и младите директно одлучуваат како и на кој начин ќе се спроведуваат активностите за доближување на луѓето од овие земји. И вториот процес е младите кои што учествуваат во креирањето на билатералните канцеларии за млади помеѓу Северна Македонија и Грција, каде што директно од младите потекнува оваа идеја. Но генерално треба да напоменеме дека проблематично е ако нема политичка волја од страна на политичарите кои што воспротивно не би дозволиле учество на младите. Има повеќе причини зошто младите не се вклучени во самите процеси. Една од нив е што политичарите не веруваат дека младите може да бидат клучно решение и не ги сметаат за релевантни актери. Понатаму семејството и родителите исто така играат клучна улога тука. Обтоварувајќи ги своите деца со своите ставови и идеологии, не им дозволуваат на младите луѓе да развиваат свое мислење, да развиваат и градат свои ставови на оваа тема. Не е вярно, че младите хора днес не се интересуват от добро съседство. Ние, младите, редовно посещаваме съседни държави и очакваме топло, приятелско, човешко отношение. Много млади българи имаме приятели, колеги в Македония и обратно. Разбира се, има млади хора, които предпочитат конфликт, разединение, радикализация. И за съжаление, когато в България се говори за Македония, младите хора рядко получават думата за сметка на комунистически агенти като Каракачанов. Δεν έχουν αρχικά γιατί πιστεύουν ότι οι ίδιοι ό,τι και να κάνουν δεν θα είναι αρκετά επαρκές ούτως ώστε να προχωρήσουν αυτές τις σχέσεις και να πάνε σε ένα δεύτερο επίπεδο. Εκτός αυτού, πολλοί νέοι δεν έχουν γνώση των δυνατοτήτων τους. Δηλαδή δεν ξέρουν ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια προγράμματα, κάποιες ευκαιρίες ανταλλαγής ούτως ώστε να γνωρίσουν άλλα νέα άτομα από άλλες χώρες που συνορεύουν για να μπορούν να έχουν μεταξύ τους μία σχέση. Κατά συνέπεια δεν έχουν εμπλοκή γιατί έχουν έλλειψη ενημέρωσης και παράλληλα έχουν και έλλειψη αυτοπεποίθησης ως προς το τι μπορούν να πετύχουν με βάση αυτήν την συνεργασία. Што се однесува на тоа зашто учествуваат или како учествуваат, мислам дека е важно да имаме на ум дека често политичарите се вадат на онаа флоскула на младите светот останува. Тогаш ако останува на нас е како млади да го обликуваме онака како што сакаме. И на крајот на денот младите се изборија за своето место во овие процеси, пред се бидејќи има желба за надминување на проблемите помеѓу државите и општествата. Оттаму мислам дека младите сами се избореа, иако има секако има подценување од страна на другите во општеството. Има повеќе начини како младите може да се вклучат во градењето на добрососедски односи. Но за мене најкорисен начин е она каде што има директна размена и директна комуникација помеѓу младите луѓе од две соседни земји. Односно кога се запознаваат, кога се дружат, учат својот јазик, односно јазикот на својот сосед, понатаму гледаат кои се аспирациите, кои се интересите на младите луѓе од другата земја.
За жал, младите луѓе од Македонија, Грција и Бугарија многу често ја немаат дури ни поминато границата, а не па да имаат запознаено друго младо лице од соседната земја. Ние во Младински сојуз во последните 2 години работиме активно на иницијатива која што се вика формирање на билатерални канцеларии за младинска соработка помеѓу младите од Северна Македонија и од Грција. Ова иницијатива ни докажа дека доколку младите луѓе се запознаат и доколку зборуваат за регионалните проблеми и за личните проблеми, односно младинските проблеми, тогаш доаѓа до кршење на стереотипите и до кршење на различностите. Сепак младите во регионот имаат многу слични, се најдуваат пред многу слични предизвици. Со образовниот систем, човекови права, недоволна вклученост во процесите на одлучување и така натаму. Затоа е многу важно младите луѓе да бидат вклучени во овие процеси. От нас младите си зависи да сме проактивни, да градим мостове помежду си, да създаваме добросъседски отношения, да се въвличаме в съвместни инициативи, които носят смисъл, вълнение, подчертано добър пример. Никой нищо няма да ни даде даром. И Международната конференция за младежи в Крушево и нейните организатори са пример за тези добросъседски отношения, за които говорим. Αυτό που μπορούν να κάνουν οι νέοι για να μπορέσουν να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στο χτίσιμο αυτών των σχέσεων είναι να συμμετέχουν αρχικά. Ως απλοί θεατές, δεν είναι απαραίτητο να κάνουν κάτι ενεργά οι ίδιοι. Θα μπορούσαν να έχουν συμμετοχή σε διμερή event, σε εκδηλώσεις, σε προγράμματα ανταλλαγής, σε ημερίδες, οτιδήποτε ουσιαστικά τους φέρνει σε επαφή με άτομα από άλλες χώρες που γειτονεύουν μαζί τους, ούτως ώστε να γνωρίσουν τον πολιτισμό του άλλου και παράλληλα να μπορέσουν και οι ίδιοι να προωθήσουν τον δικό τους. Για αρχή αυτό είναι κάτι πολύ καλό. Па мислам дека првично важно за нас младите за да се вклучиме во вакви важни процеси е да бидеме организирани во здруженија на граѓани или да бидеме политички активни. Кога сме веќе кај политички активни, мислам дека треба да заборавиме на небулоза дека не можеме да се занимаваме со политика. Ако ние не се занимаваме со политика, политиката се занимава со нас и некој друг одлучува за она како ќе изгледа нашата иднина. Таму е важно тој прв чекор да го направиме, да преминеме преку она небулоза која што се вика политичко активирање, не преку партии, но доколку сакате може и преку партии, и да го дадеме нашиот придонес за една подобра иднина. Доколку сакаме да градиме стабилен регион, и доколку сакаме да овој регион да биде интегриран во ЕУ, во тој случај мораме младите да ги вклучиме во градењето на добрососедски односи. Затоа што само младите кои сакаат да градат заедничка иднина, може да ги надминат. Да, ете, гледате, неколку активисти на Младинскиот сојуз јасно, експлицитно кажуваат дека младите мора да бидат вклучени во таа позитивна иднина. Што е планот на целиот овој проект сега понатаму, Тоше? Почната една иницијатива, гледам дека таа ќе се развива веројатно и тука и во Грција, можеби и во Бугарија. Има ли некаква друга конкретна иднина тој проект? Значи, ние се обидуваме првично да ги воспоставиме канцелариите за соработка помеѓу Македонија и Грција и да покажеме еден конкретен позитивен пример како тоа може да ги подготвуваме идните генерации за соработка, наместо да ги потенцираме разликите и и што представува камен на сопнување. Кога ги водејќи со позитивните примери што ги имаме со соработката со Грција и со нашите грчки партнери, се обидуваме во овој период сега кога има турбулентни политички случувања да ги инволвираме и нашите партнери од Бугарија. Меѓутоа со тоа сакаме да покажеме дека тоа може да биде пример и помеѓу Србија и Косово, можеби помеѓу Хрватска и Србија, каде што има безброј отворени прашања. Затоа е сепак важно едно друго ниво. Какви ви се искуствата на соработката со грчката и со бугарска и со македонската држава во овој грчко-македонски иницијален период? Значи, многу зависи од која номенклатура е владеачка и многу лесно со промената на власт се менува поддршката за одредена иницијатива. Кај нас со актуелната политичка гарнитура имаме соработка и имаме комуникација добра воспоставено. Со претходната грчка влада нашите партнери комуницира одлично, многу добро.
Меѓутоа, со моменталната грчка влада се тоа оди побавно, со повеќе одложувања. Да, постои волја за соработка, тоа мора да го потенцирам, постои позитивна волја. Меѓутоа, одат работите Попредпазливо. значително попредпазливо и поспоро. Секогаш политичарите размислуваат пред се за тоа што треба да излезат на избори и како тоа ќе го продадат, а ние сакаме нашето да го заштитиме, да не стане предмет на дневно-политички пазарења. Така е, Методија Стојчевски, политичарите одат на избори и секогаш калкулираат и со темите и со актерите со кои што сметаат дека ќе добијат или ќе изгубат гласови. Мислам дека токму тоа сега не се случува во односите со Софија. Благодарам за Методија Стојчевски и за Младинскиот сојуз од Крушево. И благодарам и вас за време. Изворедна иницијатива и долги години една од најдобрите младински, ако не и најдобрата невладена организација во таа сфера.